Улицата со најмногу деца во Берово излезе на протест. Жителите не сакаат базна станица од мобилен оператор во нивното соседство, па на денешниот голем празник тие со транспаренти порачаа. Цела Македонија да види глупостите на АЕК од Скопје, да види глупостите на Т-мобиле и на некои бирократи од општината Беров. Интересираме зашто градоначалнико до вчера беше на наша страна, поточно на страна на граѓаните, а сега иска да ни ја постави антената и не ја дислоцира од тука и упорно не си ја стави на неговата каша, а ме става на Маршал Тито дека има деца од 50 најмалку. И ние си ги сакаме нашите деца, ако тој не ги сака неговите. Само тераме дислокација на базната станица. Значи да се дислоцира на погодно место. Погледнете само колку деца има на таа улица. Жителите на оваа улица не веруваат дека мерењата на зрачењето спроведено од надлежните институции се точни и според нив на базната станица не е местото меѓу куќите. Моje мислење е дека оваа антена е најниска антена, мислам, на најниско ниво од било каде во Македонија. Тоа не е ни приземје, ова е испод приземна куќа. Сите околни згради се повисоки од зградата на Маршал Тито 152 и зрачи непосредно на својата околина и на децата поготово. Градоначалникот Драги Наџински истакна дека направените мерења за зрачењето на базните станици се многу пониски од дозволените според европските стандарди и општината повеќе нема правна основа да не го одобри барањето на инвеститорот за поставување базна станица. Жителите од улицата Маршал Тито се заканија дека протестите ќе продолжат се додека базната станица не се дислоцира од нивната улица.